Večno keja saka, postaja svoja, Skopje kaže mi. Реката Треска, десна притока на Вардар. Низината вкупна должина изнесува 132 километри, а сливното подрачје зафаќа 2350 километри квадратни. Друго име на оваа река е Голема река, Велика река или само Велика. Изворите на Треска се Еловачка река на источната страна на планината Стогово и Беличка река од северните падини на Илинска планина. Текот на Треска започнува кај селото Другово Кичевско, кај што се составуваат овие два крака. По својот тек низ Кичевскиот крај реката се нарекува Голема река, а низ поречието Велика река. Треска се нарекува од селото Здуње кон Скопје. По течението од Здуње до Скопската котлина во должина од 28 километри, Треска тече низ стрмен кањон во кој се наоѓа вештачкото езеро Козјак, формирано со браната изградена во 2005 година. На самиот влез во Скопската котлина се наоѓа и вештачкото езеро Матка, создадено со браната подигната во 1937 година. Треска се влева во Вардар во Ѓорче Петров крај Скопје. Сливот на реката Треска започнува на надморска височина од 2000 метри, на Стогово и на Бистра. Пред влезот на реката Треска во Скопската котлина се наоѓа клисурата Матка. Рефигиумот Матка се наоѓа во зона на термофилна вегетација и го зазема просторот пред излезот на реката Треска во Скопската котлина на височина од 300 до 600 метри. Езерото Треска. Езерото Треска представува рекреативно езеро во општината Сарај во западниот дел на Скопје, кое постои од 1978 година. Езерото се протега на површина од 136.000 метри квадратни, длабоко е 160 см до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи. Целиот спортско-рекреативен комплекс е изграден во 1978 со само придонес на жителите на Скопје. Поради загаденоста на водата, езерото е затворено како капачки објект во 1998. Постои иницијатива за негово повторно активирање како главна летна атракција за скопјани. Комплексот зафаќа 35 хектари, од кои зелената површина околу 19, а водената околу 14 хектари. Објектот работеше до 1989 и на граѓаните им овозможуваше разни начини за рекреација. Потоа основната функција, капењето, мораше да прекине поради загаденост на реката Треска од која се полни езерото. Во комплексот некогаш се наоѓа и околу 500 приколки кои се користеа за викендите во сезоната. Општина Сарај пред 2 години го донесе деталниот урбанистички план за тоа како ќе изгледа просторот, но тоа и понатаму е само на хартија. Večno